Од 1 октомври во угостителски објекти може да влезат само граѓаните кои имаат примено 2 дози вакцина против вирусот COVID-19. Тоа значи дека само со целосна вакцинација на граѓаните ќе им биде дозволен влез во рестораните, кафулињата и трговските центри, како и за присуство на спортски и културни собири. Министерот Филипче нагласи дека потребата од дополнителни мерки ќе зависи од состојбата со бројот на новите случаи на COVID-19. Како што рече, вирусот најмногу се шири меѓу невакцинираните, односно над 90% од смртните случаи немале примено вакцина, а помеѓу новозаразените 79% не се вакцинирани. Струмичани се со поделено мислење околу тоа дали би се вакцинирале за да можат слободно да влезат во угостителските објекти. Нови мерки на ниво на држава Македонија, стопуваат нели сила. Да. Дали вие би се вакцинирале за да можете да седате во ресторан, во кафулиња? Значи Или така, може би се вакцинирале заради здравствена заштита? ја така, ќе бидам краток и јас. Значи јас си верувам на мој имунитет, односно на Божји имунитет што не даде. А да се вакцинирам за да седам негде или да одам на одмор, не благодарам. Коктейлот на светските доктори не е за моето тело. Би се вакцинирале? Да. Ние не сме од тука. Не сме од тука, ние дојдеаме с вакцини. Добро. Значи се вакцинирате, така? Да. Дали вие Да. Да се вакцинираме, може би ќе се вакцинирам. Моментално не сум вакциниран. Ако стапи на сила тај закон. согласувате ли се ваквите мерки? Не. Да мора да Не, не се согласувам. Тоа е лично убедување за секој граѓанин и према тоа треба да секој да се изјасни и да се одлучи сам. Така, значи вие ако се вакцинирале, би се вакцинирале може би заради здравствено. Да, апсолутно. Од независната угостителска комора велат дека со последната одлука на владата и новите услови за влез во угостителските објекти, прометот на угостителите не само што е смален, туку е повеќе од преполовен. Угостителите се согласни дека не постои угостителски објект што во овие услови на работа без соодветна финансиска помош и субвенција за плати ќе може да издржи и опстане до пролет. Тие очекуваат дека ќе следува повторно ограничување на работното време, укинување на настапот на естрадни уметници што ќе придонесе голем број на угостители наместо да генерираат огромни загуби и штети, времено или трајно да ги затворат, да се откажат или да ги пренаменат своите угостителски објекти. Со екзистенцијата на угостителите е загрозен и опстанокот на многу засегнати и зависни индустрии, производители и увозници, добавувачи кои соработуваат со угостителите. За еден месец од донесување на мерката за влез во угостителски објекти само на вакцинирани, приходите на угостителите им се намалени од 50 до 70%.